За 20% порасна цената на становите во Охрид. Најскапи и понатаму се становите во централното градско подрачје и во првата линија до езеро. За оваа атрактивна локација во нова градба, цената за метар квадратен се движи од 1300 до 1500 евра. Агентите за недвижности растот на цените го поврзуваат со намалената и ограничена градба поради притисокот и препораките на УНЕСКО. Во централното градско подрачје, цените моментално се од 1300 до 1500 евра и на Охридската ривиера, најатрактивните делови, бидејќи особено централното градско подрачје е едно ограничено подрачје, просторно, и тука можностите за градба се навистина ограничени, а е највредно и најдрагоцено и природно е нормално дека тука цените ќе растат, бидејќи и побарувачката за тој дел е навистина поприлично висока. За разлика од Охрид, во Струга пак становите се многу поевтини. Таму цените се од 650 до 850 и тоа во онај најатрактивниот дел на градот, централното градско подрачје до Партизанска. Партизанска е улицата на Струшката ривиера, Струшкото крајбрежје. Тука се цените од 700 до 850 евра, односно некаде може би со односот спрема Охрид центарот е дури 1:2. Граѓаните на заштитениот регион од УНЕСКО се едногласни и велат дека во Охрид повеќе не треба да никнуваат висококатници. Ние никош не сме имале магли она, а сега веќе со тие згради све ни се природниот порив го нема. Моје мислење е дека не би требало, скроз градот е тотално затворен. И оние што градат што добива дозволи, не знам дали сте добро запознати на некои од овие улици, зградите се оддалечени дури до 5 метра. Што навистина ваква инфраструктура не ни треба за градов, ни треба многу поотворено и ги имаме во голем број. Според препораките на УНЕСКО во иднина ќе треба да се гради согласно планот за управување со регионот, што значи дека меѓу останатите ограничувања, максималната висина на објектите ќе треба да изнесува 4 ката. Меѓу новите барања на УНЕСКО и прогласување целосен мораториум за градба. Од тука агенциите најавуваат дека и понатаму цената на постоечките станови ќе расте.